Добро вечер, почитувани гледачи. Јас сум Драган Милосављевиќ, а вие следите емисијата Заспи ако можеш, веќе и официјално влезени во летото кое што се ражести, би рекол, во Македонија. Тешко се издржува на овие температури, но што да се прави, ние имаме работа. Кога велам ние, мислам и на новинарите, не само на сите останати што мораат да се потат на овие тешки денови. Според мене има два вида на новинари во Македонија, едни кои што се залутани во бизнисот, загубени во просторот и времето, и други кои што времето очигледно ништо не им може. Мојот вечерашен гост и не токму таков, господинот Бранко Геровски. Добра вечер. Благодарам комплиментот. Да. Мораме да разговараме на повеќе интересни теми, господине Геровски. Јас би сакал да почнеме прво од она што е во светски рамки многу важно. Американците влегоа во војната со Иран пред 2 дена. Парадоксален момент, влегоа во војната за да обезбедат мир. Тоа беше објавата најпрви на Доналд Трамп, на председателот на САД, а потоа и на неговите луѓе во Стејт департментот, неговите заменици, министерот за надворешни работи или државниот секретар, seедно, велат, ја го разурнавме Фордо, тоа е она нуклеарна што и дае фасилити, како се нарекува, длабоко под постројка, длабоко под земјата 100 метри. Меѓутоа тоа беше демек еден момент со кој што ние практично испраќаме порака дека не може да имаат нуклеарно оружје и сега завршиме работата, ајде да воспоставиме мир. Мене навистина ми е интересен овој момент, некој ќе рече дека е циничен, некој ќе рече дека е далеку од реален, бидејќи таа нуклеарна постројка тешко може да се уништи само со неколку бомби, па макар биле и американски. Меѓутоа, идејата дека влеговме во војната за сега да започне мир, навистина ми делува парадоксално. Има сериозна ескалација на станите. Јас, како и повеќето други граѓани, ги следиме вака од една безбедна дистанца, можеби без и предлабочени познавања на состојбата, бидејќи со години ги следевме дипломатските напори да се ограничи нуклеарната програма на Иран. Постојано имаше спекулации, има, нема нуклеарна бомба, има некоја логика и во заголемените притисоци, бидејќи баш и не видовме нуклеарни постројки за мирнодопска употреба, централи како некаков резултат на таа нуклеарна програма. Како што има во Германија или Франција, Било каде, да. Така што имам, сакам да кажам, разбирање за сите тие силни дипломатски, политички и така натаму притисоци врз Иран. Иако секогаш е легитимно прашањето се постави кој се поставува, зашто една земја да има, друга нема. Има такви спекулации дека Израел има бомба, има такви спекулации дека некои други држави имаат нуклеарно оружје, зашто еден да нема, друг да нема. Да има, друг да нема, нели? Но сето тоа додека беше во рамките на некаква дипломатска игра која трае со децении, да, во таму, беше подносиво, беше дел од таа глобална рамнотежа во светот. Со војната во Украина, со однесувањето на Израел во регионот, со провокациите врз Израел, целата таа глобална рамнотежа во светот, таа е мирот. Мирот беше рамнотежа на стравот, рамнотежа на силите, чија резултанта е напнат мир. Тоа беше мирот во светот. Напнат, но сепак мир, нема војна, нели? Целата таа рамнотежа се растори и тоа е она што е загрижувачки после ова. Ударот врз Иран, првичниот удар на Израел од аспект на воените штети, да речем врз Израел, беше навистина стравичен, нели? Тие во првиот налет го изгубија половина раководство на војската, научници нуклеарни, не се знае точно какви се, не може да се процени во овој момент, нема веродостојни информации какви се реалните штети, бидејќи не се знае практично што се има од нуклеарни постројки. Меѓутоа гледаме, читавме такви изјави дека Трамп не застанува тука, дека амбициите се и на уривање на режимот во Иран. Тоа и фактот дека Иран контролира, нели, еден хутите во Јемен, уште еден, двата клучни
тесници на морските патишта, нафтата, нели, Бабел Мандеб и Ормудскиот теснец, може да предизвика и сериозно криза во снабдувањето со нафта пред се на светот. Иран може да биде загрозен со 90% практично можеби од снабдувањето на Иран со храна, со било какви производи поминува низ тој теснец. Во регионот имаат интереси земји како Русија, земји како Кина, нели, кои се снабдуваат со нафта минимум во тој период од овој регион, така што настанува една севкупна глобална комплицирана ситуација и ескалацијата на конфликтот е дефинитивно загрижувачка, бидејќи можно е, постои опасност, ајде да не зборуваме за опасноста да рокне некоја нуклеарна бомба некаде, ама знаете како на време нешто што ни се чинеше невозможно, некако станува се повозможно. Ајде да го заборавиме тој момент, да речеме како тоа нема да се случи. Но можно е повторно да имаме реприза на економската криза од периодот на ковидот, потоа кризата од периодот на војната со меѓу Русија и Украина, која не е ни завршена, така што големи проблеми, големи предизвици стојат пред светските мокници, а реално објективно не гледаме сериозни пораки на мир, можеби пораките на Турција или пораките на други засегнати страни кои не сака да го гледаат тоа, ги вознемирува. Тоа се огромни држави, 80-90 милиона народ. Тоа се... Да, но сепак играта во основа ја решаваат сосема други. А тие не покажуваат амбиции сега за сега да... Така е, да. Оди ескалацијата, оди во насока кон на тамошни воени активности, бомбардирања, обиди со воени решенија да се постигнат некакви цели кои се можеби политички, можеби економски и така натаму, што е многу ризично, бидејќи современиот начин на војување, тоа сега се покажа, не е веќе она што било пред 20, 30, 50 години, се инволвираат разни проектили, се инволвираат дронови, не велам ефтини оружја, иако нели ние сега добивме некаков таков ова, значи веројатно не е ни прескапо, но еден друг начин на војување, дефинитивно, кој е ефтин во смисла на тоа дека просто можете да пуштите такви летали, после да ги пребројувате жртвите на другата страна кон вас може да го направи истото, и тоа е еден начин кој личи на еден друг тип на Армагедон, на еден друг тип на уништување на светот во зачеток. Не би сакал да звучам, нели, како некој катастрофичар, ама загрижени сме, сите сме загрижени. Да. Иако интересно, берзите, јас не го разбирам кој знае колку тој дел, па и не сакам да се правам многу паметен на таа, меѓутоа што разговарам со луѓе, берзите овој пат на оваа ескалација не реагираат кој знае колку страшно. Веројатно, после царинската војна на Трамп со сите, кога изреагира со падови огромни на акциите и така натаму, секако да се смири, и кога се случи оваа ескалација, не видовме драматично зголемување на цените на нафтата, например, нешто што по дефолт ке се подразбираше ако се случеше пред 5 години, да речеме. Немате $200, него имате од 60 и неколку на 70 и неколку. И тоа го гледаме и тука, но не е страшно, се уште. Патиштата се уште се отворени, се уште не се затворени. Иако има постојано закани. При секоја криза, при секој притисок од Иран се заканува дека со затварање на Ормудскиот теснец. Дека имали деца знаат за тоа. Но тоа се нема, да, тоа е дел од нашата, да речеме, општо познавање на нештата, нели, и на нас новинарите како нели универзални познавачи на се и сешта. Незнајковци, како универзални незнајковци. Ама тоа се нема случено и до овој момент се не значи дека нема се случи, бидејќи непредвидлив е текот на настаните. Ако прашавте некого пред месец, два,
дали вакво нешто е возможно, дали ќе летат ракети, дали и возвратно летаат према штетите према Израел, исто така не се за подценување. Така, и Тел-Авив, и Хаифа. Тел-Авив гинат, Хаифа, Ерусалим гинат цивили, така натаму, ако се прашате некој ова, просто постои сериозна тензија, сериозна ескалација и она што можеби најмногу да страшува е што станува збор за релативно фанатизирани нации, луѓе кои се борат до крај, кои не прават сериозни компромиси. Во Израел, нели, го имаме тоа што го имаме, секогаш биле фанатици борбени до крај. Но и на Иран тоа нема недостаток. Од друга страна, во Иран имаме еден исто така фанатизиран режим по верска, по друга основа, па се персици, не се арапи. Арапите во принцип знаат да бидат и трговци. По трговци. Овие не се трговци. Овие се малку поинакви луѓе. Не сакам да градам стереотипи, ама сепак режимите се тврди. Кога гледате Трамп, мислам, Трамп има еден свој стил, нели, ќе вели ајде да пробаме, ќе размислам дали ќе фрлам бомба. И фрла бомба. Да. Утредента. Или вамо вели, не може да постигна мир меѓу Русија и Украина и пораката му е, ај нека се тепат уште малку, па ќе видиме, што ќе се како случи. ќе биде. Болно е и како ригидни се позициите на сите страни. Тешко се гледаат политички, дипломатски компромисни решенија и веројатно ќе гледаме бомби, ќе гледаме размена на проектили од двете страни, жртви, трагични, и ќе се молиме за мир, за некако мировно решение. Нас географијата во овој случај ни оди во прилог, во овој случај, па и тој со Украина прилично сме далеку и не сме кој знае колку интересни, се шегувавме повремено со некои колеги да не им текне на иранците да истрелаат нешто баш кон нас токму од сите, се разбира нема тоа да се случи, барем најогромна е шанса дека такво нешто нема да се случи. Она што интересно, разговарав со и во емисија и надвор од неа се разбира со луѓе кои што се дел од владата и кои што се убедени дека Македонија на било каков начин нема. Тоа е многу важно, да биде инволвирана во целава работа без разлика на степенот на ескалација. Тоа значи нити македонско оружје ќе се најде тамо, нити македонски војник ќе стапне тамо, нити ќе влеземе во целата приказна, иако реално преку НАТО имаме одредени обврски. Меѓутоа, оваа војна дури да ескалира до степена што се нарекува нема враќање, сепак ќе ја водат сами. И ние во целата приказна нема да се најдеме никако вовлечени. Прашањето околу нашите луѓе кои што ги има тамо, еве од Израел гледам ги излекуваме, и тоа прилично успешно, тие што сакаат, тие кои има проблеми сега, авиони не смеат да летат, па се оди преку бродови, па не знам како. Интересен е моментот со Иран, разговарав со заменик министерот во минатата недела за надворешни работи, тоа вели ние всушност немаме податоци за македонци во Иран. Односно, знаеме дека има тамо наши луѓе, меѓутоа тие луѓе се очигледно толку инкомпорирани во тоа општество, што воопшто и не гледаат тие причина да се вратат овде или нешто. Тие се тамо, тие се иранци и тоа е тоа. Нити па некој побарал некаква помош, меѓутоа една поширока ескалација во која што би влегле уште десетина други земји во тој цел регион, ќе донесе и кај нас проблем во смисол на бегалци. Веќе сега се зборува, иранците се интересен народ, не бегаат, еве ги, не бегаат, воопшто нема она што го добивме од Сирија или не знам каде, меѓутоа при поголем конфликт сакале некеле можеме да видиме повторно милиони луѓе кои што ќе супатат каде друго ако не кон Европа. А тогаш ние сме на патот. Има неколку ризици за Македонија, не е толку бенигна ситуацијата за да бидеме премногу спокојни. Дури не е бенигна ситуацијата од можен што ако се случи нуклеарен инцидент. Тоа нема бегање. Ние сме далеку, ама не сме подалеку од колку што бевме од Чернобил, например, во еден период. Јас сум млад, се сеќавам сам млад бев, сега сум стар, ама сеќавам на Чернобил и на тоа како бранот, нели, радиација дојде во Македонија и во целиот регион и пошироко во Европа, преку ветришта, преку облаци и така натаму, а ние постојано дека зборуваме топлотен бран, од песочен бран, ваков бран, сите доаѓаат од Африка. Што ако не се случи такво нешто? Значи,
постои таков ризик. Сега да не бидеме премногу исплашени, да бидеме реални, дека може да се случи такво нешто. Реков веќе, се случија многу работи за кои ни на сум не предвидувавме дека ќе се случат. И тоа пред неколку месеци буквално, не пред 10-15 години. Второ, генералната некоја заострување на економската ситуација, некоја нова економска криза, проблеми со снабдување со енергија, со нафта, така натаму, ќе не засегне посредно. Бидејќи ќе имат проблеми нашите трговски партнери, а проблемите се решаваат на тој начин што држава. Ќе пораснат цените, ќе настапат друг тип на проблеми. Што се однесува до бегалците пак, да, во право си, бранот, еден од патиштата, и тоа најпогодниот можеби совоземен пат, води на некој начин и преку Балканскиот полуостров, а тука сме ние, можеме да испадне да бидеме најпогодени. Она што е реалност е тоа дека Македонија, никој од тие бегалци, и од овие што сега доваѓаат во Македонија повремено, и оние што имаше бегалски бран кога беше војната во Сирија, сеќаваш, има тука попатно. Нешто не им се останува тука. Не им се останува тука. Значи, нивниот интерес објективно не е да останат во Македонија, која и нема капацитети, нема ресурси. Особено нема ресурси ако станува збор за стотици илјади, да не речем за милиони бегалци. Може да се предизвика само хуманитарна катастрофа на одреден терен. Ние имаме, се сеќаваме во текот на војната меѓу Србија и Косово, интервенцијата на НАТО и така натаму, тука во близината на границата со Косово ние имавме хуманитарна криза со 300.000 бегалци. Значи 300.000 е фантастична бројка и тоа е нешто што со кое ние не можевме тогаш, а не можеме и денеска да се справиме. И тоа ова се луѓе наши, да речем, блиски, албанци од другата страна, има семејство од оваа страна, луѓе спремни да им помогнат со храна, со камоли некој од другите крај на светот. А камоли некој од другите, на кои треба да им пружите за солниште, на кои им треба да им пружите кров над глава, некаков, здравствена заштита, храна, хигиена и така натаму. Ние сме далеку драматично, а секој од нив, внимавајте, секој од нив ќе сонува, бидејќи кога ќе тргнат луѓето, тие современите бегалци не се како нашиве бегалци што идат во економска емиграција по Европа, по светот или од другите околни земји. Тие во генерална, ако бидат утре протерени, тие генерално имат кај да се вратат. Нивните огништа не се разрушени, може би се напуштени, нивните семејства се тука, има кој да им помогне. Слично беше со косовските бегалци. Затоа и проблемот покрај таа криза хуманитарна сепак на крајот релативно безболно се реши. Овдека нема безболно решение. Луѓето ќе ги напуштаат своите домови кои се комплетно разрушени. Како што ги напуштаат украинците своите домови, одат во Европа, се снаоѓаат на милиарда начини. И враќање, амин, нема, бидејќи нема кај да се вратат. Македонија во таа смисла не е пожелна дестинација. И во дел на оние спекулации кои се шири дека еве се британците со нас направиле договор, ние сега ќе ги примаме овдека и така. Од Сомалија ќе доаѓаат. Ќе доаѓаат. Ја реков, добро, може и да дури да постои еве во нечија глава таков план, тој план е објективно неодржлив, неизводлив, бидејќи луѓето ќе доваѓаат, додека ќе поминуваат тука, ние можеме да бидеме најкомотната, најкомфорната попатна станица на луѓето од кризните региони в светот кон Западна Европа или кон Западот генерално. Но само попатна станица. И да сме најкомфортно ќе имаме само попатна станица, бидејќи сакаме не можеме ги задржиме тие луѓе. Нема зошто. Тие нема да останат. Македонија просто е мала држава, 1,5 милиони луѓе, нејака економија, нема што да бараат тие луѓе тука. Така. Кога сме кај ги спомнавме цените поради икс околности, со цените немаме што да бидеме стрекни. Ако сме реални во Македонија и сега цените се страшни, скапо е. Океј, некој прави паралела дека на секаде е скапо и тоа е точно. Меѓутоа факт е дека ако нешто оваа влада треба да направи подитна
некаков баланс на цените и тоа мислам дека треба да влезе во приоритетите апсолутни за наредниот период. Една година имаме од владата, една така символичен момент, условно кажано, председателот на владата и неговите министри денеска велат дека и тоа како исполниле многу од своите ветувања, Македонија се менува на добро, Македонија оди напред. Се разбира, имаме опозицијата, предводена од Венко Филипче, каква и да е, која што зборува за понижена Македонија. И кога треба човек да најде некакво равенство тука, повеќе сме кон понижена или повеќе сме кон напредна Македонија? Да бидем искрен, дегутантно ми е веќе да ги коментирам изјавите кои доаѓаат од СДСМ и од Бихачка. Ја разбирам потребата да се биде критичен. За година дена од сега, од прилика, ќе наполнам 40 години професионален стаж. Веројатно 38 од нив сум критичар на власта и знам што е критика. Меѓутоа, сега само да се фрлаат зборови, да се продава некаква поезија без да се разберат и значењето на зборовите, е нешто што е најдолно, најпримитивно ниво на критика кое не фаќа ни место кај луѓето. Мислам понижување. Ако збориме за национално понижување на луѓето на ова, во текот на 7 години власт на Зоран Заев, на Ковачевски, на таа екипа, ние доживавме серија понижувања. Да бидеме реални, објективни. Да. Значи, сменивме име, правевме компромиси, некои од нас, кои јас бев, се обидовме да ги браниме тие компромиси, да гледаме некоја поширока слика по ова. Сите тие слики се растурија. На крајот се сведе на ново понижување, а тоа е криминал, тоа е рекет и така натаму. Понижување беше фактот што таа влада во период од долг 7 години, релативно мирен период, спокоен период, со некакви можности да се направи нешто, не изградија километар автопат, не направија ништо, буквално добро. И тоа што се градеше го запреа, тоа е интересно. Да, еве јас се пошегував со пријателите, колегите, нели сега имаше дебата околу овој пат Охрид Свети Наум кој го градел. И јас реков, супер, одлично, треба да се честите на СДСМ за тоа што почне да градат еден пат, што не го завршиле. Еден да завршеа. Нешто да завршеа во текот на... Просто не можеме да се сетиме на објекти, на инфраструктура, на нешто што е изградено во тој период што е направено, или на некакви реформски значени потези кои донале добро на населението. И сега, како сакаме да речеме, можеме да бидеме да зборуваме, да употребуваме поетски фрази, да велиме да зборуваме за врховизам, за и тоа се користи. И така натаму. И авторитарен режим се користи. Авторитарен режим и така натаму. Океј, тоа го разбирам. Тоа е глупаво тотално. Дискурсот од оние што го збора тоа е, меѓутоа фактите не може да се занемарат. Во оваа година не се случија кој знае какви драматични, да речам, успеси, за година дена и не може да се направат успеси, меѓутоа имаме реално поместување. Секој ќе рече премиерот, 1200 имаме активна градилиште, да. И сега добро, некој што е пропаганда, тоа се убави големи. Луѓе, чекате да запреме. Имаме или немаме 1200 градилишта? Се гради или не? Во јули ќе го биде ли патот од Врбјани до Охрид? Коцевика ќе го биде. Коцевика, Трајански вели ќе го биде. За тој истиот пат, во една прилика, во една од ретките прилики со која сум се видел со поранешниот премиер Ковачевски, ту ми рекол, не е ли можно барем таа траса, која во еден значен дел беше напредната, да се стисна, да се доврши, да се направи нешто. Моје мислење лично е дека тој автопат од Скопје до Охрид ќе биде нешто што нема да биде исплатливо, сам нема себе си да се исплатува, ама се ако почнало да се гради, направите нешто заврши. Нема да го затрупаме сега патот. И сега мораме се соочиме со фактите. Се 1200 градишта не се. Овој ќе го биде или нема да го биде. Изграден ли е нешто?
луѓето тоа го гледаат. Не може да поминеме преку тие факти. Имаме ли проблем со бугарите натаму или оде на се реши откако Венко Филипче замина во Атина и таму рече дека овде ќе има авторитарен режим и сега само треба да подпишеме или немаме проблем? Имаме проблем. Имаме проблем. Доминира таа историска врховистичка нота и во актуелна смисла врховистичка се подразбира, знаеме што значи тоа, нели? Подразбира застанување на бугарското разбирање на македонската историја, за кое знаеме дека е негаторско во поглед на нацијата. Тоа е врховизам во разбирањето наше во последните 50-60 години. И сега денеска да го кажеш тоа ти кој си го подпишал оној договор, ти кој си ги подпишал оние протоколи, ти кој си го направил тоа што не требало да го направиш и така натаму. Е поконтрадикторно како Трамп кога вели со бомбардирање правиме мир. Тоа наистина дури е толку дегутантно што ја губам волја да го и коментирам сериозно, бидејќи што да кажеме околу тоа. Луѓето, тоа е просто празна реторика, од која нема ништо. И не сакаме се добие впечаток дека ќе кажеме овие сега дојдоа на власт од ВМРО и са свет мед и млеко тече, не. Можеме да регистрираме обиди, гледаме некаква политика, нека се каже погрешна е таа политика, надворешна политика, нека каже одбикачка таа политика е погрешна и мора да објасни ти како е погрешна, што би правеле они. Знаеме добро да подпишеме. Абе не е само да подпишеме сега да се фрлиме у Вардар, не е само, треба да има реално некаква политика, да се образложи, да се каже што е погрешно, каде, во која насока, какви решенија се нудат, апсолутно да. Какви се нудат. Во таа смисла мислам дека таа реторика е погрешна. Инаку ако цениме, ако дозволиш ова што се случило во оваа година, посебно на економски план, јас имам тука едно различно и прилично нијансирано, најблаг збор ќе употребам, мислење во поглед на тоа дали една влада, првата работа што треба да ја направи е со административни мерки е да се обиде да ги контролира цените на производите. Објавив истражување денеска буквално, ние го направивме, јас и една моја колешка од Плюс Инфо, каде што ги споредивме просечните нето плати во 5 балкански држави, Македонија, Србија, Хрватска, Бугарија, Албанија. Добро. Да, во Македонија има ниски плати, просечна плата, повисока е просечната плата само од Албанија, зборам за просечната плата, и ги направивме на банално истражување, што мораше да се направи, колку се таа плата всушност можеме да купиме производи. Колку стамбени квадрати, колку струја, колку гориво, колку јајца. Тоа што мора. Колку она што е лева. И сега доваѓаме сете да нашиот стандард е низок, не е битно понизок од другите земји во регионот, малку поважно, како кажам, малку повеќе е понизок од земјите кои се членки на Европска унија, Бугарија и Хрватска, ели? Дефинитивно. Но, како што напишав во насовот на таа анализа, значи не сме за фалење, ама не сме ни за олкаво кукање. Дополнително што со обидот да се заведе постојано административна контрола, замрзнување, ограничување маржи и така натаму, тоа се филмови, Драган, што јас сум ги гледал како помлад новинар во времето на Милка Планинц, во времето на Анте Марковиќ и во поранешна Југославија, кога имавме инфлација од 20.000%, или знам колку ама беше. Па имаше милиарди тогаш динари, да. Се знам, значи, постои еден многу едноставен механизам во кој производителите и трговците ги растура, ги обесмислуваат сите тие административни мерки. Едноставно ги предвидуваат цените, новите цени, ја проектираат инфлацијата во новите цени. Ако уведете најжестока административна мерка и речете од утре лебот ќе биде 17 денари, така чутме во една изјава 17 денари, викаме, окей,
Лебот ќе биде ова и сега бидејќи производителот и трговецот навистина немаат намера да работат, не се тие Црвен крст. Тоа се компании во кои се вработени луѓе кои сакаат профит природно, се разбира. Кои сакаат профит и ако нема друго чаре, тој што не може направи профит. И ова тура клучна врата. Никого не може да го присилите да произведува било каков производ. Тоа значи вие сте за пазарот сам да ги регулира цените, она што во дефинитивно стандард? Пазарот и најдобро ги регулира цените. Државата може да помогне, но во насока на привлекување инвестиции, во насока на мерки со кои компаниите ќе бидат мотивирани да зголемат продуктивноста на трудот со, да речам, со купување, не знам, нови машини, со нови технолошки процеси и така натаму, и ки нема друг одржлив начин, ние не можеме како општество да не произведуваме ништо, односно да сме слаби во производството на храна, на било што во Македонија, а слаби сме, не го правиме тоа како што треба, и да речеме, некако ние мораме да имаме потрошувачка кошница, мораме да се храниме. Па добро, ако мораме да купиме тоа во странство, мораме најдеме пари за тоа. Нема бесплатен ручек. И никогаш немало. Во економијата. Никогаш немало. Тоа е лага. Имало во социјализмот, ама на крај се плати цената. Па го плативме на крајот, да, и тоа многократно го плативме. Да. Жал ми е што го кажувам ова, меѓутоа ние сме држава во која имаме претрупана администрација, во која имаме синдикати кои се главно синдикати на јавната администрација, се разбереме. Тие се мокните синдикати. Да, а не на приватните. И сега утекачат, ние се бориме за плати, ние од приватниот сектор, јас сум од приватниот сектор. Таков, мала фирма, приватен сектор и многу, и разговарам со многу луѓе, приватни сектори, викат, добро сега, окей, да направиме да биде минималната плата, не знам, 500 евра, 600 евра, 700 евра. Ако не можеме да ја платиме, ние нема да ја платиме. Ќе намалиме број на вработени, ќе ова. Администрацијата кој ќе ја плаќа тогаш? Од каде пари за администрација? Буџетот го полни токму тој приватен сектор. Тоа е многу едноставен круг. Многу едноставен круг. Кај нас луѓето се уште не сакаат да го разберат. Нашите дефицити, тоа кога збориме, државата е во дефицит, не знам ова, која држава е во дефицит? Буџетски е дефицитот. Буџетот е во дефицит. Или како што Маргарет Тачер стално во последно време спомнувам ова, или вака, државата во 3 минути, во 2 минути предавање по економија, по либерална економија, таа што мене ми е блиска. Вели државата нема своји пари. Државата не произведува ништо за заработи пари. Државата ги има вашите народни пари. Ако сакате да ги изголемиме трошоците, ќе мора да ги изголемиме, да ви земеме или од вашите сейвингс, заштеди, давачките, или да ги зголеме другите, да ви земе данок повеќе, да платите повеќе данок. Тоа е тоа. Тие се парите. Државата е дистрибутер, таа не произведува, не постои државни пари на кои ние ќе отидеме, има државата пари, дајте. Нема државата пари, тоа се нашите пари. Но интересно е како ние и по 30 и кусур години излегување од системот во кој што се верувало дека државата произведува пари, ние натаму сакаме да живееме така, сакаме. Постои тој еден носталгичен момент дека тоа би требало државата да не обезбеди да не најде леп. Па потоа и партијата, затоа што постои нешто и друго. Кога тука, да последното што го кажа, потоа и партијата. Тука не завршува кругот. Ние сакаме некој да не обезбеди и партиите, особено партиите кои се на власт, ќе најдат начин, ќе се задолжат со туѓа акумулација на трудот, со туги пари, не со наши пари, со странски пари, и популистички ќе речат, добро, ќе ви даеме вас повисока плата, а ќе ова. Ние во истражувањето, ова што го спомнав пред малку, ја не бев знаев, го слушам тоа постојано, дека плаќаме многу ниска цена на струја за домакинствата. Ама не знам дека е толку ниска цената за домакинствата. Тоа е многу пониска од во соседните земји. И се разбереме зашто кукаат Грциве, кукаат сите други, бидејќи тие плаќаат сериозно повисока струја од она најниската струја, она најсоцијалната цена. Па сега субвенционирана, париве за субвенција од каде? Така е. Ние сакаме, како да кажем, ние сакаме да плаќаме повисока струја и после некако некој да ги даде парите. Наши пари се тие. Од нашки своевремено Ковачевски правеше пиар од тоа, ако ви текнува,
Кога велеше еве јас ви ја давам струјата поевтино, бидејќи ние ви плаќаме субвенции, па наведуваа колкави се субвенциите. Иако објективно субвенциите кај нас постојат од секогаш, веројатно, тоа е така. Јас не сеќавам да било поинаку. Да, постои некаква државна поддршка, посебно за овие, се вели се тоа е чувствителна цена, нели? Струја, луѓе мора да има струја, мора да има вода и така. Океј, тоа е така, ама треба ли да работат капацитети, треба ли да има инвестиции, и треба ли нашите тие предпријатија постојано се во некакви загуби, што на вакви цени, нормално, ние постојано после увезуваме некаква струја од некаде која наоѓаме ефтина, таа не е баш ефтина, ама нас не доаѓа, затоа што постојано некој таа ја субвенционира. Популизмот е страшна работа. Значи, популизмот, кога водите, посебно популизмот во економијата, ако вие се обидете, и пазите, тие цени што ги дигате, што ги замрзнувате популистички, и тие плати што ги дигате популистички, тоа трае кратко. После, за истите пари, за повисоките плати, вие пак купувате исти производи, бидејќи нема, тоа е, србите велат врзино коло, тоа е спирала, во која постојано производителите на крајот на денот ги калкулираат тие движења, тој популизам го калкулираат и тука нема излез. Да, министерката Димитрица Кочовска, како што паметам, и во оваа емисија на друго место се разбира, не само овде, зборуваше дека единственото решение е максимално квалитетно собирање на даноци, максимална регулатива во смисол на точно се знае како се собира, што се собира, во правец на тоа дека ние не можеме да изрегулираме ништо, но можеме да направиме систем во кој што тој што плаќа данок навистина ќе го плати. Тоа е основата, избегнување на сива економија. Тоа е црна економија, ама добро. И тука нема што. Но време е да влеземе. Мислите ли дека оваа влада актуелна на ВМРО ДПМН, не сеќам дека ова прашање е отворено до сега, но со вас може да се зборува, се обидува да оди токму во тој правец, да не корумпира. Немам впечаток за некакви масовни вработувања на кадри партиски. Немам впечаток, да, имаше 2-3 обиди за регулирање на цените на начинот кој што го зборевме, меѓутоа сега гледаме дека и тоа некако поинаку функционира и многу не се незадоволни, бидејќи се навикнати на она. Мислите дека овој поттек е храбар или изнуден? Јас секогаш во разговори, прво во моите пишувања, во моите јавни настапи и во разговори со некои луѓе кои можеби ги интересира моето мислење, не е битно, го кажувам дека ја укажувам на опасноста од тој индуциран популизам. Тоа е друго кога вие популистички за да го зголемите рейтингот и да бидете добри, да ве сака народот, да речете ние имаме, ви обезбедиме ефтино ова, ефтино она и така натаму, повисоки плати во администрација, повисоки плати, повисоки пензии. Знаете дека со пензиите сме ние меѓу најдобрите во регионот. Тоа го прочитав и никако не ми се веруваше, меѓутоа ете изгледа дека е точно. Не се верува, ние се и тоа ќе го истражиме. Изгледа дека е точно, да. Апсолутно е точно. Неспоредливи сме нашите пензии со пензиите во Бугарија. Јас знам ситуација, дека имам пријатели бугари, сум се дружал и се уште имам комуникација и повозрасни луѓе, знам професори на медицинскиот факултет, тоа мора да работат дополнителна работа и така. Затоа што не се преживува така, со своите пензии во. Значи, кога ќе подлеглете на тој индуциран популизам, значи вие да правите популистки мерки и народот се навикнува, после бара. Именно. После народот ги диктира мерките. Популистички вели, сакаме ова, сакаме она. И владата следи. И владата следи. Така. И тука крај нема. Јас сум прочитал повеќе изјави и од министерката, од премиерот до некаде, дека акцентот треба да се стави, ние мора да развиеме, да донесеме инвестиции, да го развиеме производството, да ја охрабриме индустријата. Добро е што тој застој во развојот на индустријата некако се доведе до некаква позитивна нула. Тоа беше многу поважен некаков податок, отколку податокот дека сега инфлацијата е 3%. Денеска е 3, утре може би да не... Да. По некоја криза, кој знае колку. Мора се обезбеди раст на бруто домашниот производ, реален раст.
предизвикан со производство и така натаму, а не сега ај повеќе ќе трошиме во администрацијата и пак некако вештачки ќе го подигнеме сето тоа. Види, десничарските влади во принцип во Македонија, сеќавам на владата на Груевски. Таа некому нема да му биде драго тоа да го кажам, ама даночната реформа во Македонија, кога се воведе данокот на додадена вредност и кога се намали тој данок на 18% колку што е сега, пред тоа имавме данок на промет, па данок ваков, таков, онаков, се воведе единствен рамен данок кој сега е 18% нели ДДВ. Имаме добри некои други данок на добивка, персонални, меѓутоа ова е базичниот данок. Логиката тогаш беше дека со понизок данок ќе постигнеме, данокот мора да се собира. Во капитализмот, ние сме капиталистичко општество, во општеството со приватна собственост, значи две работи мора да направи, да умре и да плати данок. Данокот мора да се плати. Меѓутоа реално должниците даночни не ги убиваш. Затоа што кога го убиеш, ако му ја затвориш фирмата, тоа значи да го убиеш, нели? Метафорично збереме, нема кој да плати, нема зашто плати. Се создаде еден амбиент, се направи една реформа каде што објективно значајно беше намалена сивата економија и се зголеми плаќањето на данокот. Тие трендови вообичаено ги прават десничарски влади, бидејќи логиката е нека останат повеќе пари кај работодавците, кај фирмите, кај компаниите, бидејќи ако им останат пари, тие ќе ги инвестираат и ќе направат повеќе работни места и ќе бидеме сите посреќни. Ова е абецеда на економијата, дури на онаа економија, политичка економија, јас што сум ја учил во моје време, тоа било многу одамна. Која левичарите не ја сакаат баш нешто. Која не ја сакаат баш нешто, бидејќи не можеш на луѓето да им земеш, нели, на магарето, ако не му даеш да јаде ден, два, три, ќе умре на крај. Нема начин да им земеш повеќе од она што ти објективно може да го платат. И ако се обидеш, тогаш ќе имаш евазија на даноците. Ајде зголемиме даноците, ајде да направиме огромни даноци, имаше обид персоналниот данок така кај нас. Ајде да го направиме голем. Викам, ови луѓе нормални се или не се нормални? Зошто? Па ние сите знаеме како луѓе од IT секторот, како луѓе од некои други, како ги носат парите неоданочени во Македонија. Па има цела шема преку Косово, преку лево, десно, се плаќа преку оваа апликација, луѓето идат просто ги предизвикувате да го прават тоа. Легално внесуваат на граница по 10.000 евра, тоа е нормално, дозволено е. Влегуваш на граница македонска, не мора никому ништо да кажеш. Влегуваш и тоа ти е слободно. И одат луѓето си ги носат парите, никој не зема тоа данок. Зошто? Зошто да не се даночат и тие приходи, затоа што ќе им даеш, ќе им речеш, сега персоналецот ќе биде толку, не знам. Тоа не е начин да се постигне. Јас сум оптимист, или ја да кажем умерен оптимист. Сум дека оваа влада нема се занимава толку со администрирање во економијата, бидејќи државата е лош газда. Тоа е старо правило, познато уште во социјализмот. Тоа е лош газда. Таа не знае да управува со парите, ги чува и троши парите. Која е државата? Државата се луѓе во владата што седат во министерствата, во државните институции и тие се таму 4 години после кој знае кај се. Точно. И ти затоа не може да биде добар газда, затоа што не е на своја. Така е. Не е во своја куќа. И тоа е заплата, токму така. Да. И потоа го чекаат. И јас реално очекувам дека оваа влада во тој чекор ќе направи сериозен исчекор. Сега, да влеземе во други теми, не дека ова не е интересно, напротив. Имаме еден куп судски случаи, нема да го спомнам овој што ќе заврши утре конечно. Тоа е навистина една тема која што сите не стресува, уште не може да сватиме како некој човек може такви работи да направи. Ова со Кочан исто така допрва ќе следи, меѓутоа во меѓувреме имаме некакво раздвижување на таа битка со организираниот криминал, фамозен израз битка со организираниот криминал. Ние во таа битка со организираниот криминал сме 40 години и организираниот криминал е се посилен. Меѓутоа сега гледаме дека навистина се апсат некои сериозни луѓе, истраги има за многу сериозни луѓе, некои се во бегство, најнормално како оној Васко Ковачевски на пример. Со чудниот надимак, со чудниот прекар, да не го спомнуваме сега, Артан Груби се разбира.
И што беше зборот? Во таа ситуација имам впечаток дека се полека, можеби само мој впечаток, се врти околу човекот кој што беше спомнати од вас во пар наврати, господинот Зоран Заев, кој што некој велат гради огромни згради во Дубај, некој велат се занимава со авионски бизнис во Индија или не знам веќе што прави, но имате ли впечаток дека во цела ова ситуација како полека да се стега обрачот околу него? Кој е мој впечаток, еве, не... Има една група на поранешни бизнисмени, и актуелни бизнисмени, се разбира, меѓу кои е лидерот Венко Филипче, да бидеме реални. Тој е некаков, не знам како би се оценил себе Љупче Георгиевски, на времето себе се некој средно богат бизнисмен, но и бизнисмен некаков, или има некакви бизниси, кои очигледно е, факт е, тоа е неспорно. Во сите овие истраги тоа е неспорно, дека работеле со државата. Работеле тендери, земале тендери, сега истражните органи се обидуваат да докажат дека во некои од тие тендери, во некои околности се прекршени закони, имало финански малверзации. Во случајот Крмзов имаме посериозен финански криминал, поврат на ДДВ, оштетување на буџетот. Во случајот околу Битол имаме баш ова за што зборуваме сега. Тендери, штетни и така натаму. Не сакам да преедуцираме, не е добро ги преедуцираме на истрагите, обвиненијата, бидејќи кога преедуцираме и кога после ќе ги видиме обвиненијата, доаѓа до вистинските разочарувања, барем до моите. Сум видел во овие неколку години многу обвиненија и многу сум се разочарал, бидејќи сум сфатил дека добар дел од истрагите се водени или лошо, или со небрежност, или намерно така, за луѓето да се спасат и да не ги фати словото на законот. Велам, затоа не сакам да предуцирам што од ова е, што не е криминал. Има кој тоа да го каже, има кој тоа да поднесува. Меѓутоа, еден факт е неспорен. Сите тие луѓе на некој начин работеле, соработувале, продавале, купувале производи, носеле кој јаглен, кој не знам други видови стока. Кој што нашол, да. Кој што имал и соработувале со државата, со државните компании. Сега, по природата на нештата, нема начин тоа да се прави, особено нема начин да се прави во таков обем, без амин, без амин и без соработка со главниот, нели? Со тој кој се прашува. Долги години, 7 години во СДСМ, па и која беше Ковачевски, реално Зоран Заев беше човекот што се прашуваше за тоа со кого, како, што ќе се соработува. Ја велам, не предуцирам, не тврдам дека од тоа произлегло законито криминал, но тоа е факт што не можеме да го побиеме, бидејќи тоа така било. Како што е факт дека братот на Зоран Заев имал фирми вакви такви, како што е факт дека имал. Како што е факт дека во Петрич има фирма и еден и друг и трет, и сега навистина не можеме да се правиме недоветни и Филипче. Не можеме да се правиме недоветни, речеме, абе види тоа случајно. Како бе случајно, што е Петрич да не е финансиски град, финансиски центар на Балканот. Како случајно. Лондон Сити се извинувам. Сити, или не знам, или не е Дубај. Така е. Иако па, ете, и Дубај, кај што е Дубај, ете тамо, луѓето се присутни заедно. Она што е факт исто така, некој може да го наречат доблес, некој може да го наречат поинаку, е факт дека тие луѓе не ги кријат своите релации, дружби и така натаму, соработки во целиот овој период, некои се поврзани роднински, некои се поврзани родно-крајно, некои се поврзани фондацијски, како Филипче, како поранешни соработници. Така што, тоа се факти кои се очигледни. На истражните органи е да докажат, ама навистина докажат, дека во овие случаи постои или не постои, или не, постои корупција,
Но ако се потврди дека постои, ако се има основани сомневања кои за обвиненија, да нема дилеми дека тоа е корупција од висок степен. Од висок, тоа не е ова ситна корупција, шише виски од име на доктор, тоа е корупција од висок степен. Она што сум ја, Драган, разочаран и она што ја страхувам во сите случаи, вклучително ако сакате и случајот во Кучани, е дека под притисок на јавноста во случајот на Кучани, под притисок на некакви политички консидерации, таков збор да употребиме, тежок, политички мотиви, како и во времето на она трагично специјално јавно обвинителство, така и во последните години се лиферува обвиненија, се правеа претходно истражни постапки навистина неквалитетно, се лиферува обвиненија кои понатаму тешко обстануваа во судските постапки, дури и при вакви судии кои судат во принцип на страната на обвинението. И тоа не е добро. Тоа не е добро. И затоа јас се залагав и водев некаква, хајде ја наречам и кампања, вршев некаков јавен притисок, колку што можам ја да вршам притисок, дека мора да дојде до промени, мораше да дојде. И се уште тврдам, мора да дојде до промени во врвот на обвинителството. Мора да дојде промени во судството, бидејќи немам впечаток дека сега е битно различно поинаку. И ќе биде трагично, предупредувам на тоа, јавно предупредувам на тоа, ќе биде трагично ако во случајот на Кочани, например, кој е многу сензитивен случај, многу болен случај, страшна трагедија, мислам да не им си во душата на тие луѓе што таму ги изгубиле своите најмили. И се замислете во таква ситуација, ако дојдеме утре, нели, се објави дека 60-70 луѓе се под обвинение, дека ќе има можеби и повеќе. И сега тоа се 60-70 луѓе кои не се, како да кажем, кои не се глупави. Тоа се 60-70 адвокати, од кои добар дел добро го знаат правото. Така. И сега, некој ќе постави прашање, чекате, под овие правни квалификации не можете да го водите ова што го товарите на мојот клиент. Ова не одговара за ова. Ова не може вака да биде. Сепак живееме во правен систем. Така. Не може сега некого само судиме затоа што мислиме дека е бил на некој сака крв објективно. Да. И сега замислете кој ќе биде утре одговорен ако дојдеме до, не дај Боже, до такви неквалитетни обвиненија, па се мачат утре судовите, па се врши без доволно докази, без квалитетни докази, без поврзувања причинско-последичен настанот со некои действија што им се ставаат на товар на овие луѓе. Кој ќе биде виновен? Можеме да погодуваме сигурно не обвинителите, за жал. Јас кога, еве сега ќе кажам најдиректно, за да не биде така, нема кој друг да биде. Постапките, наредбите за истраги, така да му ги даваат обвинителот. Првиот што отиде на местото на настанот беше обвинителот државен Лјупчо Коцевски и тој го води, грубо се изразам, шоуто до ден денешен. И сега, не можете да каже, а народот е како народ. Тој не мора ова да го знае. Не мора да го разбира. Нивки биде виновен Мицкоски. Луѓето одат пред Нелинденска пред владата, зашто го заболел прстот и иде пред влада. Се десила голема трагедија, ќе оди пред влада, каде на друго место. И затоа таа работа, таа промена требаше веќе еднаш да се случи. Бидејќи не знам што ќе се случи утре ако дојде до неотпорности, до слабости во постапките, ако луѓето почнат да се бунат, ако рече чекате ова не е тоа. Ова не е тоа што го баравме, па дури не е тоа што јавноста го бараше, вистинска одговорност. Ќе биде многу лошо. Како што било во минатото. Ние имаме завршени лоши судски процеси не затоа што само се криеле, нели, туку затоа што можеби лошо се водени, има лоши обвиненија во еден значен дел. И болни процеси. Да не ги подсетувам на модуларната болница, да не подсетувам на она што се случи во, нели, на трагедијата на автопатот Струма во Бугарија,
Не сум сигурен дека тие процеси завршуваат така како што завршија, затоа што имало притисоци, па сакал. Не. Дали тоа е све направено како што треба? Дали страгите се водени како што треба? Кога веќе имаат огромна моќ, треба да имаат и огромна одговорност. Ако е владата одговорна за состојбите, а си го зема крстот си го понесе крстот, рече ние ќе правиме реформи за судството. Нема други реформи, нема друг начин да спроведе отколку да поставите сериозни луѓе на сериозни места и да го терате тоа. Не може како до сега. Не може како до сега. За жал, јас го тврдам, за жал, тука по мене, јас гледам ај да не речам потврлување, но доцнење. Сега добро, настаните беа такви, можеби, има некакво добро, Коцевски практично го спаси, условно кажано, несреќата во Кочани. Па добро, тоа е многу грдо. Грдо да се каже, но така излезе. Да, ама и грдо е нешто да се каже, грдо е што така и се случи. Нели? Бидејќи тоа е манипулација. Треба да видиме ако нашиот државен обвинител на оваа земја мора да биде најдобриот обвинител. Апсолутно. Мора да биде најспособниот обвинител. Тој треба да издава наредби на обвинителството е поставено по хиерархијска основа. Тој треба да му издаде сега наредба таму има обвинители во Кочани, нека не фали обвинител. Ма тој треба да издава наредби, вистински ова и треба кога ќе дојде, кога ќе се појави на телевизија и кога ќе каже ова, тоа треба да биде тоа треба да биде се стресеме, цела нација треба да се стреси. А не само едно обично. Немам впечаток дека е така. Морам да кажам дека немам впечаток. Ќе го следиме наставно од секако што ќе се случува и понатаму. Уште едно прашање пред крајот на емисијата. Факт е дека предизборната кампања е веќе во тек, иако се далеку уште изборите добри 3 месеци, имаме прегрупирања некакви на политичката сцена. Еве денеска Дом, Демократската обнова на Македонија, ја напушти коалицијата со СДСМ, нешто вака за мене чудно. Јас заборавив на Дом, искрено, да не ме сватат погрешно, немам ништо против нив, ама заборавив дека ова страшно прегрупирање, ова ќе потресе средата политичка. Ова нема да потреси ништо. Меѓутоа гледаме во албанскиот предсе блок кога зборувам, гледаме она што се случи со Таравари, па дел од неговите си отида заедно со него, добар дел остана. Сега има еден феномен, човекот од Дуи се приклучи на коалицијата, вреди повеќе тамо ми ова со Дом ми е само така за како лајт мотив, заборавив искрено на нив. ВМРО ДПМН дали преамбициозно настапува од позиција на апсолутно убеденост дека ова ќе бидат избори во кои што ќе ја покажат целата своја моќ. Премиерот рече дали исправно или не, дали требаше да го каже тоа, дека сега само се соочува со исчезнување по изборите, бидејќи нема да имаат повеќе од 0 до 3 градоначалници. Ова е сериозна ракавица според мене, бидејќи кој да знае, може да има сега само и 4, може да има и 8, сега теоретски може да ги има сите 80. Меѓутоа им пушти една многу сериозна ракавица, навистина ми делува дека сега само се во нокдаун, во клиничка смрт да не речам. Меѓутоа народот е народ. Самиот го повторите тоа неколку пати, а ВМРО ДПМН многу сериозно ја подигна лествицата на очекувања за себе, веќе речем. Во СДСМ, нели од последните избори на лидерот на овие непосредни внатрешни партиски избори, се прават тие секој се прават интересни весели математики, мене многу ме забавуваат. Еве да речеме, ќе земувам твојата најоптимистичка прогноза. Нема да бидат 4 колку сега, ќе имаат 8 и тоа е страшен успех, тоа е 100%. Иако во пракса ќе биде ништо, да, реално ништо. Што тоа значи реално? Видете, нема дилеми дека ВМРО ќе однесе голема изборна победа на овие локални избори од многу причини, пред се од причини што навистина СДСМ е слаба партија, во овој момент слабо се поставило раководството, дезидеологизирано е, целата идеологија, целата идеја, ја во една колумна прашав, немат некоја друга идеја освен да вика да подпишеме ова за бугарите. Нешто друго некоја идеја, било што ова да нападнеме некој, Иран да го нападнеме ние. Сите го напаѓаат, па и ние да фрлиме еден гулаб да пратиме натаму па до кај Стаса, нели? Дали нема некоја друга идеја? Очигледно дека нема идеја. Девастирано раководството, тоа го знаат и луѓето кои се блиски до раководството. Гледам по Facebook, гледам некои познати ликови и некои тие се разочарани. Тоа е една од причините,
Друга причината што отвори реално Мицкоски еден фронт на на активности, градежни, вакви, такви и така натаму, значи има некакво предвижување, има некаква идеја, концепција и тоа се доволно фактори а повеќе да предвидиме уште сега една голема изборна победа на ВМРО ДПМН. Во албанскиот блок ќе биде поголема битката во секој случај, затоа што Таравари направи трансфер, што би се рекло, трансфер. Од која причина, што, како, зашто, со кои проценки, прогнози, тоа најверојатно е самиот Таравари ќе го каже и ќе се обиде да го објасни. Она што по мене сериозно загрижува е одлуката на СДСМ во оние општини кај што ќе има коалицијата на Дуи, на Таравари и на Села Нели кандидат. Да не изнесува своји кандидати. Да изнесува своји кандидати. Многу чудно, мора да признаеме. Ние знаеме, тоа е константа во македонската политика, дека има општини, како Тетово, како Гостивар, како Кичево и така и така натаму, меѓутоа општини каде што добива албанец. Добива албанската партија поради мнозинското население кој е албанско. Тоа е неспорно. Меѓутоа, да не влезеш во битка, да не излезеш пред своите избирачи, колку и да се, пред своите гласачи, пред своето членство, нека се и 5 души. Да. Аз си државотворна партија, апсолутно. Да не излезеш со понуда, да речеш, па добро, не е страшно да се изгуби. Како што па што е толку голем келепор да се стане градоначалник? Сега за некои луѓе, например, од докторска фела, од вамо тамо, вели, чув една изјава, господин Бури Османи ќе биде кандидат за Чаир. Ја обично не ги коментираме и во Плюсинфо се трудиме да не ги тие лицитации да ги прескокнеме, но ова ме изненади. Еден лик кој секогаш ми бил симпатичен, дури кога најмногу сме се карале, а сме се карале многу, посебно за ова бугарското прашање, многу, секогаш ми бил симпатичен, доктор, но способен доктор, способен лево, десно. И сега замисли, ќе се кандидира, победува утре за Чаир. Што ќе работиш ти у градското Чаир? Не можам да замислам како изгледа да дојдеш на работа и се тамо чека народ и тој прашува каналот, ова, она. Нешто што потполно не е негов домен, апсолутно. Што е поентата на сето тоа? Мислам дека во тој поглед многу пореалистична понуда и настап има ВМРО да помене и историски има пореалистичен настап, бидејќи ја сега дека не се навредат и луѓето од ВМРО, ја кога сум правил разлика меѓу СДСМ и СДСМовците и ВМРО-вците, сум рекол вака, СДСМ сум го слушал тој од други луѓе, и тоа од СДСМовци, вели, СДСМ е партија од Бикачка преку Плеј кафичо до Ленинова кафичите, сега тука се распоредени, значи елита не кафанска, во дебармалска смисла, туку во они пофините кафулиња, како не знам да ја наречеме таа елита. Добро. Од кафулињата, а ВМРО-вците се прашинари. Му викаш, овде треба да се ископа 3 Но прашинарот е завршува работата, тоа е истина. Ќе го ископа. Така е. Вака, така, ќе се помачи, ќе го ископа, може и нема да му биде сосема јасно што прави, како прави, меѓутоа има една посветеност. Има една луѓе кои се вредни, се трудат, ова на тој начин го билдаат све. Можеби не се најобразовани, иако се сменија тие критериуми, времења. Помина времето на нема едни не бањате, не тоа више ништо не е така, како што било некојаш во нашите перцепции, стереотипи и така натаму, но остана фактот дека овие луѓе, што на пример слушаме дека ќе бидат кандидати на ВМРО, на ЗНАМ, во некоја коалиција, натаму, се луѓе кои доваѓаат и видат, ние ја ќе го правам градот. Нели? Или како што нели, еден Коце го спомнавме, Трански, он е директор на патиштата. Работи човекот, тоа е видливо, да. Тоа е, ја во една скора прилика го видов таму во Министерството на Николовски, ја бев по некоја друго лобирање околу Скијањево и така натаму, мојата бољка, и го гледам кога сам човече влага, излага и го заборава палтото, па се враќа. У филме, тоа нон-стоп, растрчано во фатиш, не може да кафе да испие, човекот не може да го најдеш. За локални избори,
Тоа е идеалниот. Тоа е она што се за победа, да. бара и што се очекува, бидејќи сега кога има ресурси, кога има некакви пари кои се делат по општините, се надевам на, како што беше ветено, на неселективна основа, сега додуше на 4 општини, сите ќе добијат овие СДСМовските, неспорно, ама еве во иднина 8. 8, да. Ајде да даеме малку кураж, нели? Така е, Имаш некакви фондови, имаш некакви пари, сакаш да направиш нешто добро, па направи го доброто. Немаш да политика на градоначелник да водиш, не знам, да го со името. Со името, така е, средни улиците и да видиме Иран и Америка. Сега бацали Иран, Америка, ти имаш работа таму, иди види таму улиците. Така што ја мислам дека е известен резултат од локалните избори. Битката формално не е започната, ама горе-долу е завршена. Така што сите избори се такви, Драган. Прасен, или како вели, не се гои за Божи, завршена е во еден значен дел работата и мислам дека резултатите ќе бидат веќе се јасни. Така. Бранко Геровски, благодарам за вечерашното гостување, 63 минути до сега, ако не се лажам. Верувам дека ќе имаме можност понатаму, иако сега следуваат време за одмори. Ќе одмориме малку. Годините, како што рече, не ни можат ништо, ама и ни можат. И ни можат, треба малку да одмориме. Мора да се одмори. Се разбира. Почитувани гледачи, тука го завршуваме ова издание на Заспи ако можеш, нормално во 15 часот утре е репризното издание, а јас ви закажувам нова средба со мене и со нови гости утре вечер во 22:30. До тогаш пријатно.